Уште пред да стави подпис на договорот со Грција, власта почна кампања за предстојниот референдум. Договорот пред се овозможува ставање печат на вековитоста на нашата држава. Дел од помалите партии повикаа на бойкот. Најголемата опозицијска партија го осуди договорот, но не и референдумот. Јас како Христијан Мицковски на тој референдум ќе гласам против овој така наречен договор. Дали е реално да се очекува опозицијата да не го минира процесот? Она што беше прва позиција на ВМРО и која што доследно се до сега се следи, беше дека референдум мора да има по прашањето, дека народот, граѓаните мора да одлучат по прашањето. Но каков точно референдум планира да спроведе власта? По референдумот за независноста, Македонија се наоѓа пред веројатно најважниот плебисцит за иднината на државата. Иако кампањата е веќе во тек, власта засега не ги соопштила суштинските елементи на најавеното изјаснување. Едно такво обележје во членот 8 од Законот за референдум, во кој пишува дека референдум се распишува за одлучување или за консултирање на граѓаните. Одлуката од референдум за одлучување е задолжителна, а од референдум за консултирање – не. Премиерот Зоран Заев вели дека тоа и не е важно, а лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски дека тоа е клучно. Дали референдумот ќе биде консултативен или задолжителен? Ќе одлучиме веројатно во процесот што доаѓа пред нас. Уставот ги дава двете варијанти, но и да биде задолжителен, директно ќе значи задолжение за институциите на државата. Но и да биде консултативен, истовремено повторно ќе значи задолжение за институциите на државата. Но во секој случај, конечниот збор за овој договор ќе го кажат граѓаните, а после тоа соодветно и институциите на Македонија. Доколку Зоран Заев се обидува шверцерски капитулацијата да ја протне низ собраниска процедура, мора да знае дека референдум мора да има и тој мора да биде задолжителен, а не консултативен како што се обиде повторно денеска шверцерски на пресконференција да го протне на македонската јавност. Една недела по овие изјави подпредседателот на СДСМ Дамјан Манчевски вели дека се уште нема одлука дали референдумот по форма ќе биде задолжителен, но додава дека во суштина секако ќе биде така. Формална одлука се уште не е донесена, затоа што и во текст се сега процедурите, законот за ратификација на договорот треба да оди во собрание и така натака. Ќе извршиме дополнителни консултации во следниот период, ќе се договориме. Во основа, апсолутно за нас не е толку важно. Она што треба да е важно е граѓаните да се релаксираат на ова прашање, дека кој е да биде волјата на мнозинството на граѓаните ќе биде испочитувана, без разлика каков ќе биде. Логично е било да е можеби задолжителен, но навистина да не преудицирам, откако ќе ги сите процедури што се вика исцртаме, ќе помине дебатата и во собранието, тогаш ќе се договориме околу ова прашање. Друг клучен елемент на секој референдум е дали тој ќе биде дополнителен или претходен. Според член 24 од Законот за референдум, дополнителен референдум на државно ниво се прави за одлуки донесени од собранието или за изјаснување на граѓаните за други прашања за кои одлучувало собранието. Претходен референдум, како што кажува името, се распишува пред да се донесе некоја одлука, а за потреба од ратификација на меѓународни договори и за други прашања од надлежност на собранието. Дамјан Манчевски вели дека владата нема да го прекрши законот со одлуката да ги праша граѓаните за меѓународниот договор по неговото донесување. Сметате ли легалистички дека се е тука чисто, со оглед на тоа што во законот меѓународните договори се споменати во контекст на претходните референдуми, а не и на дополнителните? Па секој зависи повторно од начинот на кој што ќе биде поставено прашањето на самиот референдум. Затоа што ние не само што треба да одлучуваме во однос на договорот, туку треба да одлучуваме и во однос на идните евроатлантски интегративни процеси во Македонија. Така што секој зависи во однос на прашањето како ќе биде поставено. Како што и кажа и премиерот, договорот е договор и важи договор за целиот комплет, за се што е договорено. Ако било која страна не испочитува нешто од договорението, целиот договор паѓа. Сите овие елементи, како и референдумското прашање, ќе бидат познати најдоцна до иницирањето на референдумот во собранието. А за тој да успее, законот и уставот се јасни. За треба да гласаат мнозинството од избирачите кои гласале, под услов да гласале повеќе од половината од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список.
Или, за најавениот референдум да биде легитимен, на него ќе треба да излезат повеќе од 900.000 граѓани, што е половина од околу 1.800.000 гласачи, колку што беа регистрирани на последните избори. А за договорот да добие поддршка, ќе треба да има повеќе од 450.000 гласа за. За споредба, на последните локални избори излегоа вкупно 1.080.000 гласачи, односно речиси 60% од регистрираните гласачи. Ако се земе во предвид гласањето за совети во општините во првиот круг, 950.000 гласа отидоа на контото на коалициите околу СДСМ и ВМРО ДПМН, како и партиите ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците и ДПА. Доколку гласачите ги следат партиските ставови во однос на договорот со Грција, известно е дека ќе има многу повеќе од неопходните 450.000 гласа за, но сето тоа може да биде неважно доколку ВМРО ДПМН ги повика на бојкот своите гласачи. Бидејќи тогаш е можно воопшто да не се исполни цензусот за минимална излезност од околу 900.000 гласачи. Прашани дали и како ќе гласаат, еве што деновиве одговорија председателот и еден од подпредседателите на најголемата партија која е против договорот. Како ќе гласате и дали ќе гласате вие како Христијан Мицковски на тој референдум? Сега имате горе-долу позициите ги знаете. До претходно немавте информации, но сега се јавно објавени. Јас како Христијан Мицковски на тој референдум ќе гласам против овој така наречен договор. Мицковски рече дека ќе гласа против на референдумот. Како ќе гласа Јанчев на референдумот? Прво да го видиме референдумот. Прашањето на референдум го знаете? Не. Па него да ми одговорите јас. Така да, кога ќе го знам прашањето на референдумот... Дали сте за Република Северна Македонија со пристапување во НАТО и за 5 години во ЕУ? Да, јас сум сериозен човек. Сепак, значи се додека не го знам прашањето на референдум, не би можел да кажам мој личен одговор за моето гласање. Ова имплицира дека Мицковски е несериозен? Не знам, можеби го знае прашањето. Со други зборови, за сега нема најави дека ВМРО ДПМН ќе се обиде да го урне договорот со бојкот на референдумот. Според истражувачот Марко Трошановски, најголемата опозицијска партија на таков начин би ги урнала своите принципи. Мислам на две работи. Првенствено, низ годините и низ процесот наназад, ако погледнеме, она што беше прва позиција на ВМРО и која што доследно се до сега се следи, беше дека референдум мора да има по прашањето, дека народот, граѓаните мора да одлучат по прашањето и токму тоа е позицијата која што ВМРО ја градеше низ сиот овој период. Од тука, кога велам доследност и конзистентност, мислам токму на тоа. Од друга страна, вториот момент е пораката која што неодамна и на неколку пати ја прати лидерот на ВМРО ДПМН, дека тој ќе гласа против, што од аспект на лидер на една партија директно значи повик до граѓаните активно да поддржат односно да не го поддржат договорот на тој референдум, и во двете случаи исклучува бојкотирање на истиот. Мислам дека ВМРО ќе биде доволно принципиелна и доследна, што во случај на низок рейтинг и овие политички околности и како им е потребно за да ги засилат своите позиции помеѓу гласачите. Според најавите од премиерот Зоран Заев, референдумот ќе се одржи кон крајот на септември или почетокот на октомври. За да се испочитува тој рок, одлуката за распишување на референдум треба да биде објавена во службен весник најрано кон крајот на јуни, а најдоцна на почетокот на август. А за референдумот да се обзнани во службен весник, претходно собранието ќе треба да донесе таква одлука. Иако се чини дека за целиот процес има доволно време, проблем е фактот што надлежниот орган за спроведување на референдумот е практично празен. Државната изборна комисија нема членови, откако претходниот состав си поднесе оставка. Пред 3 недели, власта и опозицијата донесоа законски измени според кои се обврзаа да изберат привремен состав на Државната изборна комисија најдоцна до крајот на јуни, со мандат од 6 месеци. Ако заглави оваа процедура, потенцијално може да биде загрозен и датумот за референдум.